Благодарам, почитувам подпредседателе. Јас имам 3 пратенички прашања. Првото е до министерот за внатрешни работи. Министре Тошковски, по трагичниот настан во Тафталиџе, по ужасниот крај на животот на Ивана и на нејзината ќеркичка, присуствувавте на средбата на Националното координативно тело за имплементација на Конвенцијата на Совет на Европа за спречување и борба против насилство врз жените и семејното насилство. На истата, заедно со граѓанските организации, договорени се измени во 8 закони: Закон за полициски овластувања, за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство, за социјална заштита, за правда за децата, за бесплатна правна помош, за кривична постапка, за парнична постапка и за исплата на паричен надоместок на жртви од кривични дела со насилство. Овие измени, за жал, се задоцнети за многу жртви на семејното насилство, кои воедно беа и жртви на институционални слабости. Но измените мора да бидат направени, имајќи го во предвид и фактот дека семејното насилство станува се поголем дел од содржината на дневните билтени на МВР. И покрај тоа останува прашањето за кобниот 2 март, во Тафталиџе, што со одговорноста на оние кои не реагирале врз основа на принципот на должно внимание, кој како држава сме го превзале согласно Истанбулската конвенција. Како да не опоменуваа кривичните пријави за таткото на Катја, поднесени за имотни деликти, насилен криминал и недозволена трговија со дрога. И не само Стојанче, што ги поттурна Ивана и Катја, Усеин што 40 пати ја избоде Танкица од Кочани, Илија која избоде Росица во Велес, губи потоа незиниот татко, па се самоуби, Н.А. кој пред очите на 5-годишната ќерка ја уби Рамајана во Шутово Ризари, вчерашниот грозоморен случај во Куманово и така натаму, навистина е долга листата. Имено и барањата на граѓанските организации беа целосна и транспарентна истрага за постапувањето на сите институции во случајот во Тафталиџе, вклучително и проверка дали постоеле пријави, сознанија и какви мерки биле или не биле превземени, суспензија на сите службени лица вклучени во постапувањето се до завршување на истрагата, утврдување индивидуална одговорност за секое службено лице кое не постапило согласно законските обврски, соодветни санкции, вклучително и кривична одговорност и затворски казни за службени лица од МВР и сите други надлежни институции каде што ќе се утврди дека морале, а не превземале мерки. Моето прашање до вас е докаде е постапувањето во однос на утврдување на одговорност на службените лица во Министерството за внатрешни работи. Без постапување на надлежните институции, законите сами по себе не значат автоматска заштита. Моето второ прашање е до заменик министерката за спорт. Во изминатиот период слушнавме многу најави за поголема поддршка на спортот, но фактите покажуваат поинаква слика. Наместо нови инвестиции, наместо развој на спортската инфраструктура и поголема поддршка за спортистите, гледаме дека во изминатиот период речиси ништо суштински не е инвестирано во спортот, а она што најмногу ги погодува федерациите, клубовите, индивидуалните спортисти е токму намалувањето на субвенциите. Спортот не е само надпревари и освоени медали, тој е национален интерес, инвестиција во младите и во здраво општество. Но за жал, она што денес го гледаме е дека спортот во државата се соочува со сериозен пат на институционална поддршка. Во периодот на владата на СДСМ буџетската поддршка за спортот, тоа е субвенциите за спортските федерации, клубови, индивидуални спортисти беше значително зголемена и достигна околу 10 милиони евра. Во јавноста најавивте како ново министерство дека ќе следи дополнително зголемување за оваа поддршка и средствата ќе стигнат до 15 милиони евра. Но гледаме спротивен тренд. Наместо зголемување, средствата за субвенции се намалени речиси за половина, што сериозно ја доведува во прашање можноста на федерациите, клубовите и индивидуалните спортисти нормално да функционираат, да организираат подготовки, да учествуваат на меѓународни надпревари и да постигнуваат резултати. Во буџетот за 2026 кај Министерството за спорт помалку средства,
односно 18,9% помалку за спортски објекти, 67 милиони денари помалку за субвенции во спортот, 91% помалку средства за инфраструктурни проекти во општините. И во ребалансот за 2025 година имаше намалување ка субвенциите од 24 милиони денари. Дополнително, според објавените информации за програмата за субвенции во спортот, за 2025 преку ова министерство се распределуваат 440 милиони денари, а за 2026 100 милиони помалку или 348 милиони денари. Дилемата е дали овие средства се доволни и дали се во согласност со ветувањата за зголемена поддршка на спортот. Јавноста мора да знае врз основа на кои конкретни критериуми и по кој бодовен систем како министерство ја утврдувате висината на средствата кои што ги добиваат спортските федерации, клубови, индивидуални спортисти. Можеби ќе беше подобро да се организира соодветна јавна расправа, форма на консултативен процес со сите засегнати страни со цел да се избере најдобриот модел за распределба на средствата и да се воспостави еден транспарентен систем. Бидејќи на веб страната на министерството нема правилник, одлука или било каков друг акт за целата оваа постапка, моето прашање е до вас. Дали постои јавно објавена методологија за распределба на средствата и каде може да ја најдеме листата на доделени субвенции кон федерациите, клубовите, индивидуалните спортисти со јасни индикатори како спортски резултати, масовност на спортот, работа со млади категории, меѓународни успеси и рангирања. И моето трето прашање е до министерот за земјоделие, шумарство и водостопанство и се однесува на состојбите во оризопроизводството за така нареченото кочанско бело злато, кое што представува доминантна култура земјоделска во Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево и во делови од општините Карвенци и други населени места. Преку ваши активисти земјоделци, кога бевте опозиција, се организира огромен број на протести, токму во Кочани и Кочанско, барајќи повисока откупна цена за арпата, тогаш на ниво 42 денари за килограм. Тогаш имаше организиран откуп и постоеше цена, но и покрај тоа се блокираа патишта, се вршеше притисок и така натаму. Денес, кога сте начело на ова министерство, состојбата е драматична. Се намалија субвенциите во земјоделството за 40 милиони евра, а се укина и субвенционирањето на ситните сорти ориз кои што се застапени кај нас. Оризопроизводителите се соочуваат со откупна цена од само 18 до 23 денари за килограм арпа, а откупот е во застој или целосно неизвесен. Иако на ваш медиумски настап имате потенцирано дека ќе се подготвува стратегија за оризопроизводство. Во ова прашање не ги вклучувам дополнителните мерки кои земјоделците претходно ги користеа, како зелена нафта, субвенции кои што се исплаќаа навремено, па дури и предвремено, и ќе се држиме исклучиво на овој предизвик, откупот и цената. Оризопроизводителите алармираат дека не може да се подготват за новата реколта, затоа што не се исплатени субвенции за 2025, а веќе завршува едно тромесечие од 2026. Дополнително загрижува и состојбата со довербата во институциите во рамки на вашето министерство, за што сме на сведоци сите. Не би сакала тука да зборувам и за суспендирањето на европските средства од ИПАР програмата. Сето ова остава еден лош печаток кон една од неважните гранки во државата. Кога ве повика оризопроизводителите, се сретнавте пред 2 месеци, таму им напоменавте да, се ќе биде во ред, но денес е евидентно незадоволството. Моето конкретно прашање до вас е кога ќе реализирате исплатата на субвенциите за оризопроизводителите и дали во таа исплата ќе биде вкалкулирано и барањето на оризопроизводителите за дополнителни 12 денари субвенција за килограм откупена оризова арпа. Ова не е политичко, туку екзистенцијално прашање за илјадници семејства и оризопроизводителите очекуваат точен одговор. Благодарам.
Благодарам за поставените прашања. Првото прашање беше поставено до